Трибина, почитуван председател на Филозофското друштво на Македонија и главен уредник на нашето списание, почитувани драги професори, студенти, членови на Филозофското друштво и љубители и пријатели на филозофијата. Посебна чест ми представува денес да ја отворам оваа промоција на 29-тиот и 30-тиот број на нашето списание Филозофска трибина и да изразам својата радост што после долгите месеци и години на пандемиската изолација, полека да почнуваме да ги обновуваме овие 3D, што би се рекало, социјални интеракции во реален простор. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи и уште повеќе ќе се интензивира. Како домаќин или како еден од коорганизаторите на денешната промоција, сакала да изразам својата голема радост поради фактот што и денес имаме можност да ги промовираме овие два броја на првото филозофско списание во Македонија. Оваа форма на нашето списанието Филозофска трибина од 2014 година наваму, така е цело Филозофското друштво на Македонија. 13, добро, благодарам за корекцијата. А инаку на некој начин ја продолжува традицијата на онаа верзија на Филозофска трибина, што во далечниот мај 1978 година. Лажам беше издадена како резултат на соработката на тогаш наставно-научна и студиска група филозофија и секцијата за филозофија на Друштвото за филозофија, социологија и политикологија на Македонија. Професоре, поправете ако грешам, тоа мислам дека тоа се тие фактографски податоци, едноставно бидејќи се станува збор за една долга традиција која што се надам дека нашата генерација благодарение на големите напори на тимот под раководството на нашиот колега Личо Митковски, ќе успеа да се одржи да се напре. И јас сега, после овие поздравни зборови, би му дала збор на главниот уредник, кој што би ова е најдобра Благодарам, Ања. Почитувани колеги, професори, студенти, пријатели. Задоволство ми е што денес се собрате во ваква хераклитовска атмосфера, што помалку толку подобра, чисто филозофска атмосфера. Знаете, денес сме собрани за еден исклучително умов настан. Именно не е важно само да се продуцираат филозофски текстови и трудови, туку тие треба на некој начин да се доближат до јавноста. Еден од тие начини не е освен, да кажем, освртите во научни списанија или во некои вестници специализирани за таа намена е и промоцијата на нив. Денес ќе ги промовираме два броја од Филозофска трибина, двата броја што излегува 2021 година. Значи, фаќаме чекор со она што сме заостанали во текот на пандемијата, и останаа уште два броја од минатата година, тие се надеваме наредниот месец за исполнување, затоа ќе се известиме дополнително. Посебно задоволство ми представува што во прифати да биде промотор на овие два броја нашиот професор, колега Ѓорѓе Младеновски, бидејќи по сила на некакви прилики малку нашите врски последните години беа прекинати, но е еден нов начин или тоа да го продолжиме. Би сакал да кажам неколку збора за промоторот, за помладите колеги кои што не го знаат тоа, не го останите да процедат. Тој беше наш професор на нашата генерација и на други генерации, изворно е од Институтот за социологија. Нашата генерација слушаше општа социологија во прва година. Но, оно што е значајно, и зошто денес, меѓу другото, сме поканете да биде промотор, е тоа што тој дипломираше филозофија, дипломирана филозофија на Филозофскиот факултет. Магистарски студии има завршено на Калифорнија Стейт Универзити Америка, одека 1992 година во Парини не можам да зборам во
време, бидејќи бев присутен на тој настан, докторска дисертација овде во оваа просторија од стана доктор по социолошки науки. Мислам дека е официјалниот назив. Со него исто така ме врзува соработка околу излегувањето на една интересна студија, антрополошки огледи, која што излезе во едицијата, односно библиотеката философија 2005 година, Азбуки. Едно исклучителен компендиум на антрополошки есеи или поголем временски распон, собрани на едно место. Се работката беше наистина добра. Таа книга е препорачена по младите колеги кои што може би не слушате за нея. Би сакал да завршам мојот дел од ова мало обраќање да го повикам професорот Воденовски да се обрати со еден увид кој што тогаш ние како млади студенти го стекнавме, нашата генерација некога се соочивме со предавањата на професорот Ѓорги Младеновски. Именно тогаш ние свативме дека да се биде студент подразбира има неколку важни предпоставки. А тоа е да се биде во релација. Значи, професорот Младеновски, како и неколку други професори, воопшто не се трудеа да бидат да се доближат до нас, се трудеа ние да се доближиме до јазикот што е потребен, што е неопходен за да се воопшто биде студент во одреден компетент, значи филозофија и социологија. Така да, значи, да се биде студент предпоставува близкост на одредени идеи, автори и литература. Тоа се предпоставките да се биде студент. И тоа беше стилот на професор Ѓошевски, со кој што професор Ѓошевски, и Младеновски, со кој што ние тоа што прва година се соочивме. Значи, мораш да читаш, мораш да ги знаеш авторите и идеите, и инаку не си тука. Просто. Во тој дух и во славење на тој пристап, кој што мислам дека е мощно и важно да се истакнува секој пат, го повикувам професор Ѓошевски да се обрати и да ги представи. Просто е Репутација. Изгледа дека професор Ѓошевски има много филозофски трибини промовирана до сега. Не само трибини. По таа линија се дела си, а не само во хуманизм. Штовани роднини на колегите на кои се посветени към таа проја, не се до година, така. И почитувани гости други нема. Едно да сакам истакнам својата работа с млади организаторите, други настани наши, односно на продавците, на издање, на списањата кои до сега само преку друштвото, или тоа сега заедно со институтите, све остварува тоа, така да кажеме, производство на вакви текстови. Благодарам за поканата да зборува на членовите на тој одбор на редакција, кој ме покани и јас морам да кажам дека со задоволство прифатив. Темата требаше, кој што знаете, стана збор за два проја на филозофската година, проја 29 и проја 30. Пројот посветен на тематиот наш колега академик Ѓорѓи Статилов, пројот на нашиот помнат колега, за мене помнат колега, Владимир Цапчев, кој, за жал, така не е речен на нас, поради еден несретен случај.
Što se odnosilo do prvi odbroj koji je posvećen na profesor Todjelov, odnosno akademista Todjelov, da kažem to, дека to ima jedan tematski fokus, odnosno temata tema koja gi, tako da kažem, orientiraše se i koja така структурираше неговият odnos, ono što го пишува и основните идеи, които трябваше да ги елаборират, посветено на пандемиите. Меѓутоа, пред зборувам за пандемиите, за централен проблем, со кој купира овие автори на овие есеи, дозволете малко нешто да кажем за професор за академикот Георги Савелов. Јас бев негов студент, така и него имам можност да го сретнам, да го видам на самиот почеток на моите студии по филозофија. И тоа беше во една пригода на библиотеката на филозофскиот факултет, на прикладот за филозофија, уште кај Педагошката академија. Јас се порано многу чуден кој ќе кажат некогаш кој вика, тоа уште кој беше на стариот факултет, така и себе се звучи така, како на стариот факултет. И веднаш морам да кажам дека импресионираше со својот изглед и сонатност на гласот и веднаш тоа привлекуваше вниманието на луѓето околу него. Подоцна се увери дека тој има изобредна богата, така да кажеме, богат репертуар на странски изрази и мнозина го се имаат тоа за зло. Меѓутоа, така се поминуваме на времето и моето го вредување до проблемите на философијата, на оно што е предмет на различните филозофски дисциплини, разбор дека стварно тука соодветствуваше практично мој изглед со оно што се зборува. Изгледа така наумна идеја на германската антропологија од крајот на 19 век, дека на одреден начин и оно што зборувате, јас го нарекувам натично држување на душата, те како влие на вашиот физички хабитус. Мислам дека тука постоеше барем по мислење, конкурентност, појма на што тој како изгледаше, зборуваше колку презентираше своите идеи и идеите кои, така да кажеме, беа во потребно. Морам исто така да кажам дека е неверојатно тешко да се зборува за професорот дело и да се опнатат сите незначени версии на неговото дело, бидејќи тоа беше човек кој рече се половина век присутен во јавноста, беше присутен и во друг начин можеше да се каже дека во следен области беше оној кој го обликувал мислењето за проблемите во тоа опирно веќе и како се може да решаните. Професор Тодилов, морам сега да ги дадат и основни географски податоци и роден во 1930 година од нашата јужно небо, како што е решено за тој крај, за Гемелија, како Гемелија, каде го завршува и основното образование, средното образование во Скопје и после тоа заминува на обетната на студиите по филозофија. 1950 година дипломира на дипломира на студиите по филозофија во Белград и доаѓа во Скопје, се враќа во Скопје, се враќа на Филозофскиот народен театар, како секретар на театар на тие служби
И набързо да говорим и на това, що се разпише от конкурса асистент по естетика, се преподава на философския факултет и я мислям дека има тази среќа да работи под ръководството на един от незнаменитите професори на университет, не са на факултет, под ръководството на професор Павел Павлович, който днеска може да го смета, мислям, цяло не от Хрватска, за един от най-значайните философи на 20 век. Не беше много работа, след така да биде асистент е професор Павел Павлович, чието предаване исто така са голям интерес и изследва. В 1958 година той приме на факултетът, 1965 година вече докторира на нашия факултет с отбрана на докторската дисертация за естетиката на югославенските народи. Той работеше се на ръководството на професор Павел Павлович. И после завършването на докторатът, вече човекът върна в Сосе, избира в званието на доцент и ги помина по относително и оставата на тази кариера. И дожило исто време, все още като наставник да биде на нашия факултет, на Институтът за философия, да биде избран во нашата Академия на науките, върх на сите, така да кажем, академски настояване или академски институции и дълго време да делува не само като член, но и като член подпредседател за Академията. Исто така професор и се налага и член на назначени други организации, но за това не го подписа. За неговото ангажиране на нашия факултет, можем да кажем, почна един процес, който аз го значвам како освоиване на простор в сферата на високото образование на кадри от нашия потек, odnosno od naših teorijskih resursi. Završi dogodilo i to je sve kako doktoratom može se smetati za naš teorijski resurs. I to ne беше единствен случай, но имаше повече такви и това, мисля, от тази 65 година голям брой на люди докторира на различни факултети, в рамките на университетът и добър да влияват хуманистичните дисциплини. Това време, с оглед на основната ориентация на професор Стадилов, точно един набор, така да се каже, да се изгради един посебен културен комплекс. И неговата проблематика е винаги от подрачието на културата, студиите, историята на културата, естетиката и уметността. Спомните беше той, не съм така да отидете неговото план, но да се ангажира на изградата на един културен гешфолд, който е претендентен, така да кажем, за нашата култура. Да изгради една основна метафора, беше на мисия да се основна метафора на нашата нова основна метафора на нашето постояние, на нашето творещо. И до този поглед която вече ангажираността си и това, за жалост, често пак не бива, много е просто той, така да кажем, интелестивно за говорение на един посебен културен комплекс. Дистинктен, характеристичен за културата на люди, които живеят в новия простори,
не беше доведен до своят логичен природ, логичен завършеток. Действителни наследки, които се случва пред 90-та, до 70-та година, и това дефинитивно допускане на марксистическата парадигма, всъщност, беше една от основните причини за създаване на един такъв състояние, koje se slikama genetske su koja se izdalački poteške pisane nosi. Znači, uz takvom това настоюване дело в тази генерация, да се, така да кажем, македонската култура да изгради една нова, рефлексионалност на интеграция на своите елементи и да биде наша основна, така да кажем, наше средство за нашата репрезентация в света. Но, да не изборим за това, какво е това дейност, кой знае, това основна задача за едните генерации и да се надам дека се созреват и в рамките на факултетът и почти като други, които бидат достойни да носят задача да я доведат до своя пълна реализация. Професор Дълговеков в 1966 година е доцент на филозофският факултет и на това умилно репетиране звание се е професор. Се смирам само за това темата за неговото широко разложение на уеци на дипломацията на култура. И това, ако забележа, сами и неговият асистент и дългогодишен съработник професор Димитър Чепаровски. Той не е продължила своята активност в рамките на марксистическата парадигма. Веднъж, както се напишната парадигма, че не е характеристично само за вие, просто това е характеристика за критически целият свет. За мен е остане необясно и барем до сега и ако се трудят на някакво место да обясня този свет и причини, що стои за това, както нагло напущане на тази парадигма, за това напущане на много работи, които вчера бяха свети, за кои денес които бяха спремни да ги дебати и на близките, като ще кажа си глобално кое е велика. И в рамките на тази парадигма професор академик Георги Стартова мора да кажем какво стои значение вредности, значение теористична софистицираност. И що него продължи, това невероятно да обясни притисък на времето, както се нарича. И това е било начин, така да кажем, допълнително да развива своя дейност, посветено които се повече на анализата на академското културно творчество и еднакви по-широко и анализираше основните поетски възстановяването на първата генерация на академските поети, по-широко значение за по-широко значение за поезията на Блаже Комински, за Анте Поповски, за Ацо Шопов и други членове на тази група, но това е исто така неговото да го покажа, дека той не беше само заинтересиран за тия
автори и за целокупната, така да кажем, македонска книжевност. И во тој поглед, нагласи, тој даде изворено значение и донесе значение за да се даде таа едноманска структура на македонската културна ситуација, особено на етничкото говорещо во рамките на поезијата, а и во други подручја. Разумејќи за тој преминат една марксистичка парадигма, која, пошто реков, на мене имаше експликативна моќ и во тој период да кажем да ја продолжи својата екзистенција и да биде негувана теориска платформа со послушен со еден подозрен израз кој го потребува демократските кругови и воопшто во круговите на теоретичарите на уметноста. Цветенов се разработил, односно почна да ја инспирира се од филозофијата на Хайдегер, исто така и од познатиот автор Георг Гадамер. Ханс Георг Гадамер, тоа баш не е оној почина да ме покупат на стои бе готов да се вршам. И усвои една, така да кажем, карактеристична интерпретативна позиција, на значи почна да ја применува херменевтиката на овие двајца истакнати европски филозофи през анализата и интерпретацијата на македонската култура, посебно на литературата, односно книжевноста и посебно на поезијата. Тоа тренинг на една нова теориска платформа со братва продолжен израз. За колегата Ковачевски има една теориска и една, така да кажем, практична цел. Тоа се создаде една нова собствена, со тоа собствена херменевтика, практично затоа што ја обогати со примената во третирана анализата на умечните дела, не само во втемнувачите на македонската книжевност, поетите, кои расширува. Пошто реков, творештото на професор академик Старделов, така, преку 50 години, е вклопен во тие теменни придобивки на европската философија, културата и литературата. Ние не можеме да се сметаме како што некои сакаат заради токму таа идеја на автентичност на нашата култура, да се сметаме како нешто што е нормалните правци на збиднувањето во областта на културата во Европа. И тоа дава познавање на западноевропската интелектуална култура, точно на филозофијата и примерите на некои од најзначените сознание во таа област на херменевтиката придонесе и, така да кажеме, да се подлагочи тоа развивање на нашиот културен комплекс. Не би сакал што да го зборувам, затоа што ова сосема доволно за овој
от проблематиката, на която се основно подоси. И това, само да нагласим това, нека професор Сърдева беше активен участник в много активности. През 1988 стана до песенче на Академията, после 96-та редове член на Академията и тук разви добрата активност и така да кажем, като траен доказ за тази негова активност, особено представа в историята на културата на Македония и Балкана, kada do сега се обявим в 28-29 тони разбор. И по-натамъчното общество досетило сдружения, организации, работата на Академията и така нататък, които се фокусира и се култивира на този начин за изтържването на македонското песено културно наследство, нещо не може да промовира в сегашния ден. Бе фасциниран от той факт, когато консултирайки изори войска с професор Стратилов, на той бъда тук, той го има в Львове, или ги предаде биографията на професор Стратилов, koja nam je izradila Ivica Čeparovski izraditelj i angažirao suradnici na dotačni lik da se dalje biografija za jednu aktivnost koja traje 50 godina. Da se vide tako se čovjek koji je postojano aktivan i prisutan u kulturata na jednoj zemlji, ne je mala rabota, 758 библиографски единици, това е горната граница. Най-вероятно на някои така, които не се спомнят и в библиография. И това не знам за другите какво е, но наша рад, това е фантастична бройка, че си рекорд в табата на научна продукция. В антропологията знам дека малко изтър библиографски податъци, в биологията Ернст Майер, Тимаскрит, Милов, исто така тук некъде. Един от най-големите антрополози, може да основична антропологията на американския континент, Франц Боас, не знам дека има 6 библиографски единици, али това е стvarno нещо, що ще остане како така за памети на нашата културна история. Днес говорим за неговите притомници в другите области. Мислям дека овие податъци направят вече първа договор за следващото работеше по академик Съдев в Хайнс на полето на афирмацията на македонската култура. Не само за целите на наистина по-адекватно разбиране, но и за целите на наистина поширата афирмация. И който леко за жал, иако не е званично деклариран той работа за един посебен културен гешталт, за koji се създава тогаш предпоставки, на koji ще можеше реализацията на кой проект можеше да се младите кадри да посетят своите енергии. След това, така да кажем, е доволно за ще имаш го поздравим той напор и тия установления, които ги дадат лично совест. Не знам како се вели по село, не се казва това отговорност е нещо, всяка да го кажем, а може друго да се каже, ето дека е тежко се говори за такви люди, така да кажем,
продукция в на професор Сърдел. Рекохме дека основната тема на овој часопис филозофска темина, како што вика колегите, темат е пандемијата и помислување на пандемиите. Нас пред неколку години не само нас, като се говорим за светот и поради избухнувањето на пандемијата COVID-19 и така по неколку години што се случуваше на текот на неколку години. Тоа доведе до голем број на изгубени човечки живот. Тоа пандемија е една од најголемите воопшто историјата на човечеството изобилува со таква пандемија и оваа пандемија е најголемата. Сечетам одговорив на едно место во книга што се исклучено за the conference of America, the question of значи, особено на Америка, прашањето се другиот, се бележало дека не се знае, додека не се свесни за оно што направило болестите, пандемиските епидемиите на Америка. Тие бројки се големи и просто така не се чудени и ужас да види толкова е помислено што може да се случи, ако не постои на начин да се контролира, да се спречи да таквото нешто. Значи, ние сме жертви на жертвина, това да доби милениум на пандемија, од кој некои датират што пред 100 000 години, некои се подосно се говорат, кој најпозната е појава, како наречена црна чума, така, која однесе некој хубава 3/4 од европско население, некој хубава за половина од европското население, но која во исто време некој е сметат и изреден против на тој динамичен и за акцелерација на културниот развој и економскиот развој на Европа и тоа призотовено до појавата на индустријската револуција и нужно примените на родоопирателство, социјалното владење и така натаму. Меѓутоа, говориме за пандемиите, сакаме да истакнам пред се това не само последиците, туку и оние нешта кои се, така да кажеме, необходни за разбирање да се разбере не само минатото, туку и светото во кој што живееме. Например, еден историчар на медицината, професор емеритус на Университетот во Соединените Американски држави, во своето дело епидемијата и општеството, од време на црната чума до денеска, Франк Сноуден, кој ги истражува болестите кои ги публикуваат културите, политиката, кои ги осуетуваат, како што вели, револуциите и завршуваат поточно. И ето бидат одредени расни и економска дискриминација. Господа дека думите не се нешто што доаѓа
така да кажем, не било така. Нещо се случва от каприц. Мора да постои нещо, да се, така да кажем, един разработен сегмент в дадено общество и култура, koji se pokazali posebno pogodni za brzo postupanje i širenje na pandemiji. Znači, postoji ono što se rekao, rano svoje vlade vidjeti epidemiji. No, ono što posebno bilo istaknulo u gledište je to njegovo insistiranje дека тук са ти работи, с които трябва да се отваря науките. В всеки случай, тие се исто така от различни, така да кажем, научни дисциплини. Трябва да смета дека трябва всъщност ова ситуация да поставим на по-големото. Беше големото прашање или крупното прашање. Има нещо и овде, ако го праша да това е остати објавено во песник, недовник во Америка во 1992 година. И големо прашање, тип на големо прашање за кој што тој зборува, кои се главните начини на кои епидемиите го обликувале свет. И тука, за да се помня на тоа, да говорим на тоа почне нашиот автор, истакнува како епидемиите категорија ljudi се бори со која се чини представува опредено која луѓето може да се видат онакви какви што се. Значи има една вредност, една кулната вредност, не е тоа само страдане од смрт, и се соочуваме само сами. Видим во една поинаква перспектива. Тоа е Платон, американски социолог, 1946 година во светот дело мало, али значено, миров дело за човекот. Напиша дека антропологијата, кој се научи после антропологијата, мало тоа е околу човекот, целокупната негова разновидност, во сите тие некои манифестации на човечност од различни периоди, кој човекот може да се види во, така да кажем, како различно свет. И дека тоа ствари прашањето за тоа што е суштината на човечката природа, можеме така да се кажем. И други кои морам да ги поставим на дневен ред, да се разбереме и овие болести, пандемиските болести. Сега да види тој овие прашања има два филозофска вредност, го кажемо заради површна темата за епидемиите, филозофски темат, така да кажем, морам да го истакнем тој факт на основното значење на филозофијата, да одговори на овие групи прашање. Зашто да било филозофија не настојува, нема амбиција да одговори на тие големи прашања, на тие all-inclusive questions или на тие вечни прашања, како сакат. Знаеме за тој империализам на овие науки и за нивната привилегирана позиција на светот, во осветот на науките и гуманистички дисциплини, да поставуваат прашања пред другите, да ги поставуваат кои што не се екипирани, знамени со средства да одговорат на него.
Това е ono što, tako da kažem, na početku na ovo izlaganje vi donesete na našите kolegi malo pa temu, tako da se mi dobro stavno. I jedna malo pauza je da prođem, ali za žal neke možda da se dobro znate. Dva projekta, to je govorila završen. I sad da je istaknem u reportovanja projekta. Iznenadno su impresionirani načinom kako što je tehnički sredan zbornik, odnosno časopisu, su početujeni novi načini na literaturu, literatura, citatika i tako način. Ja sam nekako radio na institutu za sociologiju se govorim 40 godina se borim da kažem kako se to pravi i što je standard po svetu. I rekao, uzemete da je najpoznati časopis od periodikata, odnosno od oblasti koja se bavite i će vidite kako ti radi se radi. Svi ti universiteti ima svoju posebnu pridrašnici. Nije mnogo naš universitet ne napravili ste. I slušaj jedan artikuliran naprav, kako može potočno, da se, tako da kažem, reši to. I sve kada u svetu pokažete tekst, čekajte ga. Mislim, zašto pišeš to? Ti imaš literatura koja je stara. Kako ovo citiranje ističe? Uopšte mi sve kada to se razdelilo tekst. Uopšte to беше postavljeno sve kada je jasno sam. Stoji ovo. Prvата strana от всеки часопис, наши часопис, например, текстовете, koji citira na ovaj način, odnosno da li je to Harpstra, da se tiče, da li je to Chicago, New York, Modern Languages i tako na to. Това са тия най-познати начини на литература, цитиране и изтичането. И овде направим все още давате възможност кандидатите да пишуват да не готуват литература и цитират, како што мислят така и зgodно ми до това да видят носети го примената на един образец. Овде го имам съвсем така да очекувам това правило и аз още веднъж честито ми treba pripremiti da se odegrува na ove primere. Znači, časopisat počnemo sa tekstom na kolegata Ivica Žeparovski, koji stavljaju preko crta na njegovite trudove, da je okružena jedna možna interpretacija na temu konferencije. Tema konferencije, zaraz, je na nekom mnogo uzvodovana idejata za umetnost. To je razvio i njegov profesor Sardel. To je pravi svrzna točka i svrznih po nekom paktu što je jedan projekt posvetljen na jedan istaknut filozof i naučnik i sama ta tema na projekt. Znači, u kontekstu na tako načinata efektivna teorija na umetnosti, koja je, pošto svi to znate, formulirana od strane na jedan značajnite švedski pisatelji, Vladimir Potočnik, Vladimir Ruski, noveliste, pisac, понятно, и майстор на правните разкази, Лав Толстой. И според Иvica Žeparovski, тази теория е специална варианта на теорията на уметността
Jedan od trite neznačajnih teoriji, koja je jedna od trite neznačajnih teoriji koja je ime pokrenut, teorijata za podržavanje i tretica se javljenosti. Dakle, koja pristupuje na etnička pozicija od eminentno estetskih pozicija. Jedna točka mjeseca. I zato to je prvo se zadržava na pojmot ekspresije, da se može da dojede da je možno dokumanje na pojmot infekcije, kontekst, da se fokusira na pojmot infekcije, odnosno na jednu od najznačajnijih teorije o infektivnoj teoriji o dokumentarnom umetnosti. V tekstu najprvo seveda Pavlovskih govorimo o ekspresiji, za Pavlovskih presudno premije na analizata na centralno mišljenje povijesno koncepcije infekcije u zarazu. Zarazu od toga što, tako da kažem, od jedan drug vid, ne od medicinski aspekt, od prosto veliki nekoj umetničko delo ili predstava, teatarska i slično to, no potrebno karakteristično raspoloženje i nije možemo na jedan način da to soprede, to je izrazumanje na naših unutrašnje, tako da kažem, software. I zato da ne dođem vidjeti od čega da budete upominjeni, tako da bi dobro iskratamo je moje to izlaganje. Đeparovski posvetila posebno vнимание на термин израз. Творцата моменти, за които са изначени мислители от чувство, поставува техните на уметническата израз. Това се постои да разлуча и ровен уметност. Това са автори. Jer pravi svoja projektivna teorija za umetnost od kada se centralno mesto sastavlja ideata umetnosti, делото и нещо своите месима, дека уметникот всъщност на своето делото не са месимите емоции, които да разумуват от народници, които да разумуват читателите или слушателите, или гледачите. На този начин, с помощ на уметническата инфекция, според Толстой се регулира и естетиката и уметническата вредност на уметническото дело. Накрая есеят, статуно много работа, как се вратя на прашанието за инфекцията, фокусирайки се на представена ефективната теория за уметността на Николай. Како беше? Николаевич, Толстой. Първият есей е от страна на нашият колега, може би генерация, която споделяше припадник на генерация, посебно после мене на философската факултет, студия философия, по-посебно сеговите пензия на университета в Ниш, всички вас добре.
Демцевич. Той текстът е познат наслов десното, романът десната страна на Кориго Епекич. Той е започнал с пророчеството на Нострадамус и вери безсмъртното и тоест или светът огледало слика на този свет. Била случай на това, що е помня в Бели. Нашият автор, професор по медицина и история на медицината, Сноуден, не е връзка с Сноуден, що там там е около за толкова време. Значи това е идеята дека при някакви ситуации на пандемии, когато луѓето се изолирани, сместени како а не хитро го време, да се изслушва комуникацията со други, познати и така нататък, да сте приморани да носите мерки за защита, да одржувате социална дистанция, без да кажат колко е тази социална дистанция, да я знаете, дека има персонална социална дистанция, явна дистанция и така нататък. Това е много добре и добре. Иначе, тие в тази ситуация така натиска повече да развиват една способна психология. И всето това се манифестира всъщност на криза на човечността и глибачката метастаза на страна. Изтъкната е идеята за страдата. Страдата има по-голямо доброволие. Ширенето е доживанието, по-точно на болести. Той раѓа несигурност. Така да кажем, толкова нови контакти. Раѓа исто така и жертва за самоизолация, на някакви покрени са болестта на лице пресос. Сетете се само на Амелия, дека имам покача, може то дека някакви диени, koje se slučno objavaju i šotivi za vreme. Mislim da je 66 godina se slučilo това и това ще пише след него покача. Трябва да се постави в основната такава болест. Това е Любов Борис Борова е случай и за една метастаза на страдата, само печества и метастаза на страдата. Преобладуване на въздушността, омразата, злобата, алчността, суетата, недоверните съмнявания, страхът и пришла технич чума на светото. Овие анализи на стравот и овој текст за Пекич, следниот текст кој е посветен на следниот труд на нашиот млад колега Филип Трайковски и трудот на
имаше малко повече. Сите тие бяха ono što sam rekao. Съвместно на третмент на оние пандемии в рамките на общество. Институцията карантина широко разпространената в гостите по светот и без да поминате потребно време по някоя институция, има шанси практично да победите местото на това нещо сте тръгнали. Това е така една ова, що рекох, характеристична собствената република. И това буде нещо непривлече до много дело, което така не е тематизирано на един медицински начин, но там е това заслужено. Това е иsto така протестна връзка с идеята за здравето. Идеята е всъщност идея на овој свет имаат само тие мали суштества кои се, така да кажем, смртни непријатели на живот на човекот пред себе. И нека дури наспротив на верување на Ричард Докинс, во себешни ген, нека целокупната еволюција е една борба на себешни гени, кои се като чекашки гангстери виштуваат едно да се убиват за себе. Овде е фермирана идеята дека вирусот е тоа што е немалото и тоа е во предна линија консеквенцията, дефинитивна консеквенција дека тоа ќе биде носител всушност во предна линија на целокупниот процес на еволуцијата во планета Земја. Таа идеја е се конфигурирана во една друга околност, меѓутоа која овде не е презентирана на начин, тоа е јасно имплицирано становиштето дека носители и најносители на тоа, така да кажем, значение на космичката процесна револуција не може да бидат десен гледа, ништо много не биват тестовата за светот, што е садрано ајништо мартерност, дека тие се пункти ставали на прегората и дека тие ќе одредуваат правецот на развојот, не само на това да не седми планети и на светот, космосот. Сакате да продолжиме? Да. Неколку реченици трајат подолго. Една добра. Значи, колегата Виделник исто има како третно на болестта, пандемија, на тесниното, на една пандемија која предните наслов на езиката беше бедствие. Сега сметам да ви презентирам основните идеи на припаѓа на таа категорија на моментни катастрофи или поточно катастрофични романи, како некои ги нарекуваат, и текстот од колегата Филип Лековски, философски, кој студент, предизволен студент. И тој статията книжевост и пандемиите. Дистопijска перспектива во романот Зелената шума
на очекувано. Sono svolgendo quello che adesso fanno lavoro alla Unione, lo so io c'è comodo, questo se che progetto ma questo mi trovato avanti za razvijanje nove literature i posebnosti i preporuke što treba da se pravi. To je predloga neke unutar akademije kontinuirano pristupna praktično od mnogo rano u evropskoj istoriji i evropskih naroda. Sam ja zbogova Tukinit, poznati od antičkih istoričara, zadeva to za Peloponeskoj vojni i ja objasnila kroz neki interesan način. Tukaj isto tako će srediti nekoj ideji koji su karakteristični za predsjednika, za nekog dela gde redom tako više. Dosta puno delo to Decameron, čuveni Giovanni Boccaccio, sve koje je jedno najprepoznatljivih dela od ovaj žan, to su aranž, književnost, opštotivni žan, književnost. Ovaj delo je svekako roman od Mađeta Londonca, Veneta Šuma, u kojoj se analiza na samim toj fenomen koji se javljao Šumata izbjegao London 1912. godina i posle određen broj na godinu koga već se toga prva generacija na onih koji govorimo da nije preživio ta žalosti već iščeznale. Stalno ostaje od profesor Smith, koji priprema i razlažu da se to kako preporučava i što treba da se pravi u ovom slučaju na život. I to je što je interesno, da potpuno podrežu da se pravo Mileta Prekoski u romanu, što je rekao, ne, kako bi se reagirali u celokupnom topusu na Jack London, sve to ima jedna posebna pozicija u životu djelovka i promjeća koji se bavi koliko tretova u ovom celu svetu. To je identično kao što je Čeparovski, odnosno kolega Trajkovski, uči moderno i može se kaže i proročki. Znači, raboti za roman koji se odbilo za profesor na svetu, specifikane omot sa nepoznatom šumom, koja se pojavila u svetu u 1913. godinu, znači pred nekoliko godina, 10 godina. I koja je pokoslila, kako se kaže, život od celoga planeta. Ne preživio samo malo koje druge i sve to je potom na to digneš, pratimo to na sostojnite formu. Jedinstven svedok, čovjek i svedok je nastavljen je James Howard Smith, nepovršen univerzitetski profesor, anglijska književnost, samo tišice. I koji mi raskažu prikaznika za Crvenom šumu na svojoj trenuci. I tako medicinata i drugi te nauke ne uspjevali da
да се одат шумата. Шумата се и набрзо неуспехот од борбата со шумата доведе до губење на човечността, губење на довербата во нашата човечност. И што се заменува таа доверба што прво гинува детето во своите ближни, тоа е сега заменето со страх и рационален унесување, кое ќе донесе до појава на масовна паника, бегање од животот во градовите, обично сме ставени во некои далечни предели и пошто случај со Камерон, които се групите ги се ограничат оние кои се не се познават и ќе се говорат со странците и се одушева сега тука друго да се говори на страницата, прашањето на страницата, и во литературата се тоа нема какви дела. И како прекасно дека читањето прекушено, поентата е читањето возможува да ја одушува комуникацијата. Без комуникација, золидност, така да кажеме, од другите луѓе, ќе се повеќе, ќе се вратиме по регресивни форми на социјална екзистенција и на крај, всушност, ќе забораваме кои сме и што се. Тук е основно значи идеята за таа комуникација. Вие знаете во психологијата постои истражување да се утврди, што ќе биде последица производството на медиците, ако така од рани години самото рајно и учиш има таа можност да комуницира со своите родители. И тоа се ние од социјална психологија истражуваме, како се детска психологија, во кој се покажа дека тој случај практично можеме да говориме воопшто за човечки суштества. Намешуваме идеја за тоа да се пројави тоа дали човекот кој јазик е првосветен, за кој што со ова египетскиот фараон Тотмеш текст или како добро не е важно, остави мајката с којки весен и тоа го исипо јазикот на мајката за да не хубаво се. И сега децата кажат дека збор тоа ќе биде хубаво научено мајката, дека тоа е унатпрвобитен јазик со кој што говорат луѓето. И тие нормално ги живееле во некоја пештера, така закон кој е окружен со домашни живот и слично на тоа, тоа се емоции. Првиот збор е блејање, односно, како да блејат тие се. И тоа е испратил телови, така да кажем, по целиот свет, да видат каде е тој збор, што мисле дека е збор, што го кажало детето. И излегува таму од отпорот на некои народи кои живеат на брегот на Каспиското море, дека тоа е, така да кажем, утопија на блејното науците, нормално е таа идеја дека може да се развие јазик сосема независно од животот во една култура средина и слично тоа. Така и со тие други експерименти кои се правиле во минатото и кои покажуваат суштинското значење на културата на социјалниот живот за тоа што без тоа е возможно да се научиме да бидеме, иако собуваме на еден потенцијал да бидеме луѓе. И тоа
потенцијал да бидеме, а не дека сме. Значи, за да оствариме својот статус како човечко сушество, мораме да го доведеме до потенцијал до своја полна реализација. Тоа не зборува да не можеме учитати за првата никош што е задината на совкупната проблематика. Друго колега, еден наш колега, јас морам да кажам дека за него помнам, Мартин Поповски, кој се бави со проблем на комуникационен профил на науката и теоријата на заговор со услови на COVID-19. Изненадила веќе не го знам. Првата презентација на основните идеи кои се имплицирани и овој сам наслов и во пресакам многу да зборувам за тоа, като се сите овие убави работи што може да се кажат за древните се валидни и за овие текстови, овие два броја на филозофската идеја, што нема да го замерите што не ги повторувам тие основни работи повеќе пати. Според колегата Мартиновски, Поповски се извинам Мартин Поповски, справувањето со актуалните процеси подраспреда за поголемо инволвирање на науката, за победа за да се победи болест. Меѓутоа, кој што истакнува авторот, за победа да се поеста не станува збор само за вирусот, тупо затоа што тој не е единствен непријател на човекот, во овој случај всушност и реакцијата на другите околу нас исто така придонесува за ширењето на болест. И развива својата теорија за демократичен профил, односно кој треба да го разреши проблем со дефинирањето на тој е преден од дваната проблеми. Да не се така. Тука зборува за многи чувени 15 критерии за утврдувањето на демократичниот профил. Да, што исполнете условите кои, така да кажем, во основа на кои што можеме да утврдиме да работат за единственото, односно научно или не научно. Во тој поглед зборува за тие 15 критерии, целени се на критерии, кои таа бројка 15 не посетува и на оние критерии, 15 критерии за дефиницијата на класата, што е се помалка во првиши кој се беше така. Чувствов отпор, кога требаше да се зборува за него, токму поради тие критерии. И делот се социјални психолошки и темели психологијата, потоа што дел се од филозофијата на науката, дел се од социологијата на науката. И тој истакнува посебно придонесот на Роберт Мерто, американски социолог, за покончена 2002 година, еден од најзначените американски социолози, кој во своето дело од, како да кажеме, научен етос наверува неколку значени критерии во основа на кои што одредено знаење може да се третира како научно знаење и кое не може да биде во тоа смисла извор на конфликтистичното
първо за 4 основни критериуми, а това са универсализъм, комунизъм, всяка го преведа от това ми право минало се преведа от това заеднище. Заеднище. Значи, ние след няколко критериуми, 4, кои са същности да кажем, формирането на научната етос. Всъщност това са критериуми, 15 критериуми в съдата на идея на 15 критериуми, относно на които ще може да се дистинкуира нашето научно познание от другите гледаща. Относно псевдонаучно познание и някои други форми, които са генерално ненаучни. Това пак да се реши по-добре. Се наведува тук и концепцията за демаркация на полуквадрат, което и на програмето. И да нашивка сега се пресват на критериуми, защото сега няма да ви замерите, ако е пресватно сега. И дойде един труд, той вака от колите Самуел Садикарио, така беше. И колегата Иван Кордански. Наставът е академия, който безбедност и разузнаване. Той ме работеше в тема и аз имах повече да кажем, че такива. И да навлизам в всеки област катерина, концепция на и затова като предим набедно това е да вълнуваме нашата математика на памети. Затова няма да ви замерете, защото няма да е вълно за всички концепти. Во всеки случай, тия са в функция на да се стимулира научното познание и след така тия класични погледи на свет, които са инспирирани от съвременната ситуация с академията, погледите да помогат на университета за светът и живеерска човек. Все по-добре е цяло практично вижда на нашите дисциплини, всеко е повече формулата на нас, това се тие са включвани и тестовите и безгледащите системи. Исто така казваме, значен модел от това това беше цялото комплекс на проекти, да се ефективно асимилират е практично невъзможно. Тоест, това е един пункт, една програма за изтражуване дългорочно от някои съвременни трудове, други области, така ги го преферира той вид на презентация. И аз съм нищо против това, че което е тук, и това е за знание, които отчитат това да бъдат изненадани от такви от пристъп. И исто така имаме Родиса Шатаков, борба за коронавирусата и възпространението на коронаизъм, значи, или както точно от нас, това е работата силност,
ситуация, потреба за здравствена защита и контролираната колективна дискусия за постигнуване различни политически, економически и обществени цели до масовата реч. И самият на автор на гласове, темата е наистина доста комплексна, всъщност е екстремно комплексна и се развитува от въвършените философски прашения. Zato kada ima jedan posebnaš nek drugot, авторът на гласове има 4 основни цели, които сега има 4 основни цели, които сега да ги постигне с това труд. Това е дълбоко размисляването и изражението на феноменът на евентуално всъщност да подобрим образованието на индивидуалния и социалния активизъм. Второ е да помни колкото е нужно повече аргументи, които докажат истинността на твърдението. Трета цел е да го презентира введени философски размислувания и съзнания за съвместни феномен що се въведе предъс. Последната цел е всъщност може да се сме такава основна операция е начинното и главното е първо значение и го включва всето предходно цели е подълбата вече един рационален, разумен и що е možno поясен пристъп, за който се одобри нашата животна ситуация и всички се води. Например, представя модел на обясняване на човешката ситуация и в този поглед говорим за онези мерки, които се така необходими за обвинуването на този правец на разум и реагиране, може да кажем. В този контекст говори за биологичното оръжие, което има начин на разум на епидемиите. Някои смятат дека първат всъщност епидемиите се пресени како биологично оръжие, значи селективно смисъла на употребно на определени групи. И контактът на американците и американците и това ние знаем дека не се това само това оръжие днес, така да кажем, е организатора за сите всяка да го процедура, за никой не се да каже като процедура и како ще покажа в ние случаите с коронавирусът, за кой може има аргументи се твърди дека всъщност намерно провоциран е като борба за опасността, за която човечеството се срекнуло
потому што не може да ги контролира сите тие лаборатории во светот во кои се произведуваат вакви ариси за масовна употреба. Мисля да така изразот и колегата што го употреби и да се има созерцение. Тоа е релосовната теологија, религијата за мен израз. И кој обично значи тоа се огледување така нешто, духовен момент, инсайт, слично тоа, и кој е нужен за, така да кажем, и една видна смиреност за спроводење со идејата. Враќам тука доаѓаат уште неколку дани Данила Николова, која зборува за етичките, така да кажеме, предизвици во време на нашата образовна дистопија. Понатаму се зборува за и како тоа значи има аз не винам нешто. Само зборот за всушност за еден друг посок не збора на стоичката философија, тоа е одницина философија. Не можем да това другата проект се однесува исто така на стоичката философија и така тоа да се справиме со сите овие проблеми кои произлегуваат од водењето на академијата, како да се држиме на услови на такви опасности. И со право истакнуваме дека стоичката философија стои се многу прашање на, така да кажеме, на смиреност, на самоконтрол и така да посетува тоа се всушност се може да има основните доблести и кои тие ги надасуваат заради, така да кажеме, кои се наши водителки во животот. Меѓутоа тоа е исто така и автори на друштво, каде кои многу би изгодни исто така идеите на епикуреците, стоиците и сите тие представници на така наречен стоицизам во филозофијата школа, која на одреден начин доживува своја ренесанса, односно после тенденции за примитивизација на некои од класичните концепти на филозофско учење. Не имаме така. Стоичката во епикуриската филозофија, тоа е путот на Јасмин Поповска, во која што издава овие идеи. И има уште неколку автори кои ги спомнав, се застапени во овој текст, легализарен, така да кажеме, спомнам, стател се стател, а тоа се Данила Николова, Росана Желава, кој што доста напише, Пушко Караджов, Јасмина Поповска, Пушко Караджов, кој се бави со национален проблем за односот на слободата државата и се бавува со академиите, од Владимир Георгиевич ректорите на академиите и така натаму. Има трајко јавноста филозофијата и филозофијата на јавноста и така натаму. Сите овие трудови исто така јасно и прецизно напишани и на еден елегантен начин ги излагаат релевантни
основните идеи за овој обштествен феномен. Понатаму доаѓаме до втората книга. Има ли смисъл сега да зборуваме? Само малко, ако дозволите. Мислам дека може би по-добро да направим една малка реорганизация. Може би, бидејќи очигледно не може да бидете неекстензивен. И забавно да стоите. Може би само она што ви е това, за да позборувате за колегата Владимир Давчев, тој дел мислам дека било поред, а за другото мислам дека ќе... Състезният, кога имате състезен брой, Ќе го приложите како текст, извинат сите колеги, не ви се, тоа ми е мислам дека по интерес на времето. Нашият приятел. Да, мислам дека може би тоа би заврши да ви. Фотев и кој ще тук има. Наверите ме импресионира ясната пресност, творешката истота. Има свој труд. Истота, тој епитет за тоа ясно, прецизно, како да кажеме, прецизен израз и спремност и опученост, вещи да се справуваме со деликатните теориски и методологски содржини кои се во основата на некои, така да кажем, презентации на определени програми, мене тоа го одушевува и предпоставам по-добрите ваши прояви. Само вие во која се по-добри односно другите. Така што ова може да ви служи на чест. Сега говорим и Останал за колегата Давчев. Давчев беше мој студент. Мислам, беше тоа прва или втора генерација на студенти кои слушаа социологија, премене после моето преземање на тој курс на филозофија од професорката, што така наш бележи професор Десенка Милевска. Тоа беше една генерација слично на овој генерација, неколку души кои се така интензивно дружија и на часовите и после часовите. Јас и колегата Гајдов имаме една стика заедничка така со овие колеги. Вторе? Ова генерација. Ово со Давчев со овие таа генерација. Се сеќаваш Сузана Симановска и слиш. Давчев. Давчев. Заедничка фотографија имате во тоа време. Да не си грешка. На промоцијата на книгата на Лок тој не ми да зборувам за Јелчо. Не знам тоа, меѓутоа беше фотографија е уште како пред вашето дипломирање. Беше таа генерација да се Четврта беше. Добро, не е важно. И јас много добро сеќавам неговата така тивка присутност на предавањето на едни од наши на верување и така стоимост во комуникацијата со други. Меѓутоа, сакам да кажам неколку нешта за кое што не зборува колешката Симоновска. Јас сум најнепосреден сведок тука е колешката Марковска. Тие премрежија со кои што тие се секнува кои што ве става во афирмацијата на новиот институт. Знаете, сите тие делуваат претходно во Врхеждана институт за марксизам. Тоа просто тоа се мора да го сменат ова лего насловот на институтот и се
следва една определение за хуманистичко образование. Меѓутоа, толку благодарение на колешката и Сузана, како и колешката и колегата Давче, сепак успеа да отворят един институт, кој служи на челсно сите работени, освен колешката Марковска и колегишката история. Великите снимите направи, некато беше можно да се приде старости, да се разбере. Ти беше можно да се започна да биде студии. Знам, факултетът, който имаше отпори в националния факултет, някой производство на слух за тип на образование, така що ми трябва това се за, да не кажам така. Значи да се дубава да има разбиране дека студиите не се, како што мисля некои, киноцентрични, тук дека се пошироко поставени, не само збори само за решаване на женски прашања, иако има тука една много преваленција на едни така одредени тонови, така да кажем, да се придава во пристапот кога тие прашања на таа женска страна. Меѓутоа, тоа е една студиска програма која возможуваше ангажман на сите оние кои, така да кажем, се правиа во обществото и сложен прилог на односите помеѓу половите, како сакате. Сега не се потребува тој израз, и односот помеѓу половите не е сосема прифатен. На честите смета дека тоа се недостои студии за факултетот и подобре колегите да се одлучат за нешто друго. И тоа јас знам колку беше таа борба, во која што на одреден начин јас сам присутен како раководител на Институтот за социологија во тоа време и како требаше да се добедат другите да биде тоа сепак еден посебен институт. Иако колегите од самиот институт понекогаш покажуваш ќе желбата малку кои се викаат тие студии, сакаат повеќе нагласа да биде културата, културни студии, слично тоа што веќе постоеше во рамките на факултетот, меѓутоа тие за среќа проблеми се брзо едноставно надмина и овој институт се етабилира себе си како незначајна инстанца за изучувањето на односите помеѓу мажите и жените, мажкиот и женскиот различни услови. И како што реков колегата Давче беше тука, во тој поглед, така да кажем, мощен, ангажиран и се афирмирали себе си да бидат на стожар на сите тие активности околу воспоставувањето на овој тип на студии и да се разбира и одреден приоритет. Што се однесува до него, би сакал да ги забелешки што ги дадам за Давче колегите негови од институтот, меѓутоа друго. Колегата Лупша го пишува како интелектуална домадна. Кој како беше на това? Не слушам. Како Во погледот? не обясня. Интелектуална гранада така. Тоа за дело беше. Не. Добро, не е важно. Сите отдават признание за неговиот напор. Сите и ја исто помолим да спредност, да помогне на другите, секогаш и да се Божи целиот.
сложи себе си во сите тие активности кои се во функција на просперитетот на институтот. Сакам друго што исто така да нагласам. Ја мислам дека во рамките на филозофскиот факултет постојат колеги кои мора така голем број часови и така голем број предмети да предават текот на ова. Пример, тука запишено и сакам да го прочитам како илустрација на таа идеја, дека добар дел од енергијата која требаше да се искористи на еден креативен начин, промоција на себе си и на своите, така да кажем, полиња на интересирање и научно интересирање и слично тоа, беше потрошена во тие долготрајни, некојаш и празни напори, поточно неуспешни напори да се така се докажат многу като некои очигледно нешто. И во тој поглед, јас не припаѓам исто на институт кој кога дојдов само што почнуваше со работа и разбирам и така проблеми со кои се слушал колегата Давчо. Да преземете такви курсови кои се дисператни во односно на ваша примерна образовна ориентација. Погледавате во историја 10 курсови да идете на понатаму да предавате на неколку факултети, да учите вежби на неколку факултети, додите докладни на технолошки факултет, после додите на искусствен факултет. Не беше така лесно и не беше и меѓутоа сам Давчо и свои другите кои беа институт, не се жале напори дефинитивно да дојдат на зашто има право, а тоа е да имат што се вика на институционална рамка на своје действување и своје важење во рамките на ова општество. Во тој смисла, Давчо ќе остане, како што се рекол, пример кој треба да го следиме сите. Не сте радили во тој смисла да прифатите се и се што меѓутоа да се посочува да се култивирате за цветењето на институцијата во која работите, од која сакате твоите што се го важни и што ги води важно. Едноставно професори има кои цел живот не доаѓа на составници на наставнички совет, кои што беа бирани и од кои, како што рекол, посекоја своето социјално значење, 4-5 години доаѓајќи само еднаш, кога беше опрашање на имат изборен реизбор. Имаме ние таква случаи на факултетот, што се разбира поша зборува за тоа, така да кажем, начинот кој се врши професијата и исполнува професијата на она кој има пошироко значење, кој е поголемо од нас. И таа работа, кој има однос треба да се култивира на рамките на университетот. Денеска сите се дела својата работа да заврши во не се грижа за оно што се заеднички нешто, кои се заеднички области, кои без еден колективен, структурен напор, вие можете да ги реализирате, без кој што исто така не можете да го обезведите важење на факултетот, на институцијата, која потекнувате и со која се гордеете да кажете дека сте професор на тој факултет. Меѓутоа, кога треба нешто да се направи за факултетот, тогаш никаде нема. Бисмаркова прашува што може обществото да прави за тебе, што ти си направил за обществото, така и во овој случај. Да, тоа беше тезата на Бисмарк. Американците мислеа дека тоа тоа ти се вика да кога си така егоцентричен. Добро и доведен. Любо
Още едно ще ви благодаря, колеги, за присъствието и за това така повечето бяхте така стоически разположени. Покажете ли ми да степен на стоицизъм? Благодарност и от мене. Благодаря се за това, що стоички държате 2 часа да разговаряте. И стоечки. Благодаря на сите присъството, како што претходно изпомена. Професорот ќе го приложила како текст во наредната трибина излезе. Извинуваме за сите колеги кои што не можеа да подобравате кои ќе ви доведат споменати нивните неви напори. Но никако не изгоден како што планираме. Со професорот се договараме 50 минути вкупно и тоа е многу. Ама оценката не за како сме зборували пред 10 години, сме били и сега не е иста.